Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото, но последно издание за оваа работна недела на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и денеска, како што знаете, секој петок ќе зборуваме на теми на кои што имавме можност да коментираме во текот на оваа недела, да си направите еден избор на она што сакате да зборувате, на темите кои што имавме можност оваа недела да ги коментираме, и плюс ќе имаме уште една тема која што денеска ќе отвориме. Станува збор за пописот на населението. Велат пописот на населението во 2020 година без етничко пребројување. Тоа ќе биде темата на која што ја отвараме денеска прв пат. Секако во продолжение ќе погледнеме и дел од емисија на Анита Дудовска, меѓутоа секако ќе ви кажам со време. Пред да погледнеме дел од емисијата анализа, јас чисто би сакала само да напоменам за темите кои што имавме можност оваа недела да ги коментираме. Извршителите за долг од 1 денар наплатиле 12.439 денари. Потоа, повторно приведени дел од обвинетите за настаните од 27 април, клинички центар ќе се гради во општина Карпош 3, владата го раскина и договорот за Казандол. Македонија протера руски дипломат поради случајот Скрипал и руско разузнавање. И за половина година владините функционери изеле и испиле скоро 180.000 евра. Овие теми имавме можност да ги коментираме во текот на оваа недела, така што секако дека ќе можете да направите избор на тема на која што ќе сакате да коментирате. Можеби сите оние кои што не успеавте да се јавите во текот на целата недела, да го направите тоа денеска, се со цел да дадете свој коментар и секако за пописот на населението, кое што и како е важно да се направи. И навистина имаше доста спекулации, специјалното јавно обвинителство отвори и истрага токму за попис. Одиме со дел од емисијата анализа, која што беше со колешката Анита Дудовска, токму за пописот на населението. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ве вклучиме и вас во емисијата. Вака велиме ние постојано новинарите, Македонија и Сомалија се единствените земји кои повеќе од 10 години, една деценија, немаат спроведено попис. Сомалија е во војна, дали остануваме така како чир земја која што не успеа да спроведе оваа статистичка операција? За жал, оваа констатација е сосема точна и тој срам еве го носиме веќе 7 години од моментот кога не успеавме да спроведеме попис. Нема да жалиме за тоа што не го направивме претходно, бидејќи не можеме да го вратиме времето, но она што можеме да го направиме и што мораме да го направиме е да спроведеме попис во Република Македонија и истиот да биде спроведен согласно сите највисоки стандарди кои што ги пропишуваат Обединетите нации и Евростат. Една ваша изјава, веднаш ќе почнам со она што е актуелно, деновиве што ја дадовте. Попис 2020 година, но без етничко пребројување на населението. Колку политика се крие во оваа изјава, Симовски? Оваа изјава е лично моја, значи ова не е став ниту на Државниот завод за статистика, ниту е нешто што произлегува, не знам, од размислување во владата или било каде на друго место. Зошто ја дадов оваа изјава? И ова не е размислување од денес. Значи, јас сум во Државниот завод за статистика 27 години и мојот професија е токму работата на пописот, во областа на пописите. Нешто што постојано сме го дискутирале и во самата институција и сме ги разгледувале сите барања на податоци во однос на овој елемент. Освен за политички цели, буквално за ниједна друга цел, овие, говорам за прашањето за етничка припадност и за прашањето за религиозна припадност, немаат друга употребна вредност. Да, ќе се задржиме на ова прашање, да дам малку простор сега и на другите присутни. Како решение се изненадивте кога прочитавте дека Македонија е политички зрела да спроведеме попис без етничко пребројување? Значи, во суштина, моето размислување сега и порано и како граѓанин и како функционер поранешен е дека пописот треба да биде исклучително како една алатка во служба на останатите гранки и сектори во развојот на едно општество, а најмалку да биде храна за национализмите.
За жал и денеска, овие денови, меѓутоа и во минатото, а очигледно и неуспеот на пописот 2011 година е еден резултат на подхранување на национализмите и невозможно изнаоѓање на соодветна формулација како ние да се преброеме, иако навидом броењето е лесен процес. Република Македонија треба да има попис, согласно препораките на Обединетите нации, согласно стандардите на Евростат и согласно спецификите на Република Македонија. Кога викам согласно спецификите, можеби сме меѓу многу ретките држави, можеби единствена држава во светот, каде што броевите, значи процентите на етничката припадност имат преголем импакт врз политиките, значи во вистинската политика, не само во политиките земјоделските, здравствените, социјалните, кои што е еден основен процес на самата статистика, односно на пописот, туку имаме директен импакт согласно нашиот устав. Така беше формулиран уставот со уставните амандмани и затоа не случајно и 2011 година резултатот беше поразителен. Сега слушаме дека тоа било затоа што некој се плашил дека ќе биде испод 20% или испод 50%, меѓутоа во суштина народот не треба да се плаши со пописот. Значи, затоа што се согласувате со Мани или не да имаме етничко пребројување? Потребно ли е да задржиме таа традиција што ја имаме од многу подамна, да ги видиме етникумите? Треба или не? Ние прво не треба мистерија да создадеме, затоа што во моментот кој ќе им кажеме на луѓето дека нема етнички да се преброиме, ќе се отворат 100 прашања и 100 сомнежи зашто тоа не се прави. И целиот попис ќе падне во сенка затоа што зашто ние етнички не се пребројуваме. Јас и сега најодговорно тврдам. Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда ги има сите податоци. Изводот на родените, изводот на умрените, ги имат сите податоци за нас, како државјани на Република Македонија. Кои сме, колку сме живи во Република Македонија, на која етничка структура припаѓаме и така натаму. Тоа го имаме сите ние во нашиот извод на родените. И денеска, вака ќе упростам, меѓутоа и денеска ние можеме со едно притискање на копче да дознаеме или да знаеме колку ние сме во Република Македонија како бројка и по етничка структура. Така што од тоа броење или од тоа објавување на тие податоци не треба да се плашиме, затоа што ако имаме многу дилеми за почеток претпоставки само да ја довршам мислата, затоа што ако ние не се плашиме, јас пред да доаѓам навамо, малку седнав на мојот персонален компјутер и ме интересираше структурата на децата. Значи, во основно и во средно образование. И таму со еден клик на компјутер од статистика, значи извод, значи податоците се статистички официјални, видов дека ние имаме околу 50 и нешто % деца, значи ученици македонци во нашето основно и средно образование, имаме 32% албанци, имаме околу 4,5% турци и така натаму. Така што ако не ги криеме податоци, зашто ги криеме податоците за возрастните? Значи не треба мистерија да создадеме. Многу дилеми, претпоставам ќе сакате малку и да реплицирате, Герасимовски. За прв пат едно вакво понудено решение се уште у фаза на размисла, како што рече директорот? Видите, познато е прашањето и било актуелно постојано, не е од овие денови околу состојбите кои што се барале во сите изминати пописи што биле спроведени на територија на Република Југославија, односно сега во Република Македонија, каде што се поставувало прашањето на ова етничко пребројување, односно националната припадност. Тоа констатирано е уште во времето на поранешна Југославија, кога постоја сите овие републики, каде што прашањето беа актуелни, каде што прашањето беа поставувани, имајќи го предвид сето она што било присутно во секоја од овие републики, во секоја, да речем, етничка припадност што го има, било актуелно како таа земја и на еден начин тоа останало во изминатиот период. Имајќи го предвид дека да не се оптеретуваме постојано со една состојба која што е сега актуелна и овие денови, веројатно читајќи ги материјалите, читајќи ги документите, читајќи она што има внатре се,
може да се каже дека можно и без ова и без она. Тоа е оценка сепак на државата, тоа е оценка и ве препораките сега кај што ги има, дека целите на пописот се многу тешки за определување. Има одредени категории и белези кои што треба да се следат и кои што треба да ги има. Од тука поаѓајќи, дали ствара таква тензија нешто некој од податоците, а податоците се минуно потребни во сите сфери, но се става акцент само на едно прашање кое што е актуелно. Јас би почнал од последното. Во пописот има попис на население, домување, станови, земјоделски стопанства. Ајде да видиме колку има добиток и живење. Ајде да видиме колку има станови. Ајде да не се свртиме само на едно актуелно прашање, темата е сега со него или без него. Меѓутоа и тоа е прашање. Инаку беше говорено и ќе се говори веројатно и во внатремошниот дел. Во однос на тоа дали треба или не треба, дали го има или го нема, дали е основен, главен, белек и така натаму, што мора да има како процедура за да се стави, тоа е сепак на крајот точно согласно меѓународни препораки институционални. Инаку ова е доброволна графа, сега да појасниме. Етникумот, изјаснувањето според стандардите е спореден белег. Значи, во препораките на Обединетите нации. Но во исто време да кажеме, во еден неформален разговор ме рековте дека од 48 година ние етнички се пребројуваме и тоа се менувала и групациите и етничките припадности, создавање на нови, биле муслимани, не биле, па се создадоа во времето, ги имало некаде, па имало разни називи за нив, да не ги кажуваме во претходен период. Симовски, Герасимовски, ова што го вели Салмани, дека во отсуство секогаш ние за нас, велим, во нашето општество чувствителен политички моментум, но ако постигнеме по едно вакво решение, може да се фрли една сосема поинаква светлина на целиот попис, ке се отворат бројни прашања, така рековте. Јас реков и сакам да повторам. Никој тогаш не може да им ги затвара устите националистите, кои што некои ќе кажат, знаете зашто не се попишуваме етнички, затоа што македонците се испод 50%, а други ќе кажат затоа што албанците се испод 20%. Значи, отвараме работа која што и тема, и дебата која што не треба да имаме. Значи, јас се согласувам така, значи според Евростат, националноста, верската припадност е споредна работа. Меѓутоа, има и чиниот јазик. Меѓутоа, за жал, значи ние сме специфична држава со таков устав како што сме. Одредени политички права кои што се поврзуваат со јазикот, со националната припадност се поврзани со проценти. Со јазик. Па со националните права. И знамето, не само јазикот. Во помалку, повеќе од 20%. И знамето, употребата на знамето и јазикот, да. Етничките, значи, карактеристики се поврзани со процентот, така што ова прашање на ваков или таков начин тешко дека ќе можат законодавецот, значи политичките елити да го избегнат. Затоа викам, за да бидеме крајно транспарентни, поготово ова влада што посакува толку многу да биде отчетна, ева гледаме сега и своите министри ги стави на тапет кој колку трошел. Точно така, така што тоа не сме го видели во минатите влади, не треба да се направи од нешто што е една редовна постапка да направиме мистерија, затоа што колку што повеќе се крие од народот, народот е толку поголем, повеќе радознален. И ќе бара позадина некоја радостите тие. И со право тогаш ќе се похранат или хранат националистите кои што ќе најдат разноразни начини да ги заполат националните страства и чувства кои што не се добро никој за држава. Сама вели Симовски, целта е друга, да. Со оваа идеја во јавноста има сосема друг поглед на целата работа, друго стојалиште од кое што гледам. Токму таа желба да преовлада нашата етничка припадност, говорам нашата во наводници, нели, било кој овако, е главната причина што пописот 2011 година не успе. Значи да бидеме на чисто. Се покажа дека се злоупотреби таа статистичка, говорам статистичка операција, за да некои своите политички желби сакаше да ги искаже преку таа операција. И на крајот, веројатно се дојде до согледување дека ниту едните, ниту другите, ниту третите, било кој да бил во таа желба, во тој надпревар да ги кашува или стимнува тие проценти на учество, не успела својата идеја. И се донесе одлука, се прекине пописот и што е на најстрашното, да се уништи целокупната документација, вклучувајќи го пописниот материјал, да не се знае зошто е тоа случај. Значи, едната причина да трнеме
токму тој момент на тој простор кај што политиката може да влезе во пописот. Тоа беше првата идеја која реков дека нема потреба од етничка припадност. Втората работа е што пописот обезбедува податоци за градење на политики развојни за човекот, за поединецот, за граѓанинот. Ајде да ги гледаме така. И граѓанинот македонец, и граѓанинот албанец, и граѓанинот турчин имаат исти потреби. Значи, во една локална самоуправа, да кажем, или едно населено место, сите кои што живеат таму имаат своји потреби, имаат потреби од инфраструктура, имаат потреби од снабдување со сите потребни наmirници, имаат потреби од образование, имаат потреби од здравство, имаат она што секој човек како човек го има како потреба. Пописот токму тие податоци ги обезбедува, за да може било кој ниво на власт, говорам од централна, локална, да креира политики на развој, како на целата држава, така и на одделни делови. Ама тоа е целта на пописот. Да. Ние злоупотребивме целта на пописот, благодарејќи на овој етнички момент. За жал. Не, инаку технички не е никаков проблем. Не стравувате од овие дилеми што ги посочува Сомали, дека ќе се отвори еден друг политички фронт. Пошто еве со Герасимовски имаме заедно учествувано во 3 пописи, четвртиот него бројме пошто и 20 бевме исклучени од тој попис. Значи овој последниот 2011 година. Постојано како институција се бориме од тој притисок на политиката да влезе. Па дури во оној социјализам претходно. Значи секогаш кога е ова прашање отворено, се остава простор за влијание. Втората работа која што сакав да ја наметнам е токму ајде да го гледаме тој чисто граѓански концепт. Независно секој човек, независно што е политичка припадност, е битен човек за оваа држава. Дајте него да му посветиме внимание. Вистинското внимание да го добие за да се обезбедат податоци со кои што ќе се креираат политики, било какви развојни, образовни, етнички, демографски, социолошки, економски, било какви за човекот поединец. Јасно. Ќе обратиме внимание и на овој дел. Или група на луѓе кои што живеат на одредена територија, така да ги гледаме работите. Ние секогаш за жал се извртуваат работите и ги гледаме. Не мислиме ни со тоа, по некакви си етнички случаи. Да, но легитимни се. Колку год да сме затворени меѓу себе, колку год да сме изолирани, за жал таква е ситуација, да сепак ние живееме заедно. Не можеме тотално да се одвоиме, немаме зидови бариери, па сега до тука ќе гледам јас, овде ќе гледаме ние. Или за овие ќе гледаме вака за оние. Кој ќе треба да се прави улица, не се прашува дали е за албанци или за македонци. Така, тоа беше колешката Анета Додевска и емисијата Анализа, конкретно за пописот на населението. Првата тема е поврзана токму со овој разговор кој што пред малку го слушнавме, попис на населението во 2020 година без етничко пребројување. Секако кој е вашето размислување по однос на оваа тема може да коментирате и секако може да коментирате на некои од темите кои што ги имавме токму во оваа работна недела. Јас уште еднаш ќе ги споменам. Извршителите за долг од 1 денар наплатиле 12.439 денари, потоа повторно приведени дел од обвинетите за настаните од 27 април, клиничкиот центар ќе се гради во општина Карпош, владата го раскина договорот за Казандол. Македонија протера руски дипломат поради случајот Скрипал и руско разузнавање и за половина година владините функционери изделе и испиле скоро 180.000 евра. Ќе оставам на вас и на вашиот избор за тоа што сакате секако да зборувате. Темите ги знаете, доколку ете можеби некој не ги дослушнал сите теми или пак не може да се сети што конкретно сме зборувале оваа недела, може секако слободно да ме прашате, уште еднаш ќе ви ги прочитам јас темите. Дали имаме гледач на линија? Добар ден, колешки, имаме. Добар ден, повелете. Петар Христовски Пепи. Јас сега поздрав до сите колеги и слушатели. Благодарам. Јас сега пред време ќе зборам за 1 април, али тоа водоводници све. Добро. Водоводници. Колку сме, толку сме, толку сме. Дали сме толку, не знам. Тоа. Сите дали сме толку. Значи за таа тема за пописот. Добро. Другата тема, имаше тема за овие што ги вратија. Да. Пописот. Вака. Так. Филмот на долгиот пат. Рислов покојни Шишков, кој го знаев многу добро и сум го снимал, и Табакерата, прва ми беше филм мене. Најдолгиот пат. Јузбир, 101 година Анадолија, Сиктер, сите наред. Ете, тоа е од април, да се насмее, бидејќи втука ми е тука Јована, се смеевме сега, малку и во тој стил, али се под наводници е тоа. Тоа е вистина што го кажав.
Добро. Ето го. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден и убав викенд. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. За првата тема за пописот. Повелете. Значи, без етничко пребројување, нели? Во 2020 година. Јас не сум убеден дека ќе биде тоа добар попис без етничко пребројување, затоа што сепак во секоја држава етничката структура мора да се знае колкава е, каква е, да знаеме каква ни е, нели, каков е составот на населението во Македонија. Така. Меѓутоа, сега во сегашните услови, овие услови кои што сега се создадени се правени и гаени, да речеме, долги години наназад. Ние етничкото пребројување ќе го направиме со цел некој да победи и некој да изгуби, и некој некому нешто да докаже и да покаже. Добро. Поради тоа, мислам дека сепак за етничко пребројување се уште не се создадени условите, бидејќи нема етничкото пребројување нема да ја даде вистинската суштина на пописот. Сакате да кажете без етничко пребројување, доколку се направи? Да, без етничко нема да ја даде вистинската суштина, затоа што сепак ние мора да знаеме каква структура има во Македонија. По етничката структура на државата мора да ја знаеме каква е. Меѓутоа, при тоа, да не биде ништо злоупотребено, да не се искористи во политички цели за прибирање на политички поени, бидејќи целата работа е гаена од 2001 па наваму, дека некој мора да победи, а некој мора да изгуби. Ние се уште не сме спремни за таков еден попис етнички, а доколку се случи пак етничко пребројување да нема, тогаш вистински попис не би ни бил. Само сакам да кажам и за уште една тема за протерување на дипломатот руски. Повелете. Добро. Она што сега се случи со изјавата на амбасадорот Шчербак во Македонија е без преседан да еден амбасадор кој што доаѓа во Македонија да гаи политички и економски врски и културни врски со една држава, да излезе и да каже дека ќе биде таа држава ракетирана доколку направи одредени политички потези кои што самата држава смета дека се исправни. Мислам дека тоа во најмала рака треба да има од нашето МНР протестна нота, а во сите големи развиени дипломатски земји ваков амбасадор веднаш би бил протенан на државата, затоа што ја загрозува безбедноста и го загрозува принципот на самоопределување на државата во политички цели. Ви благодарам на времето, ви посакувам се најубаво и пријатен викенд. Ви благодарам и вам за вашето јавување, имајте и вие убав и пријатен викенд. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до тоа Мартина и од телевизија 24. Благодарам. Повелете. Ова тема што е ставена за пописот на Република Македонија, искрено да ви кажам, јас бев еден од 2002 година како обезбедувач на материјалот. Добро. Значи сте работеле на пописот, добро? Не, јас не сум работел на пописот од политичка безбедност, кога ги датува материјалите, како ви кажу. Добро. И тој попис помина во многу фер попишување. Така. Сега, овде, јас искрено да ви кажам, и едниот директор и другиот директор, Джерасиловски беше директор, а овој беше другиот раководител нешто тамо. Прво и основно, во Република Македонија се уште не се созреани условите ние да правиме попис без етничко припадност. Се разбериме. Мораме ние во Република Македонија да се преброиме. Ја го кажувам то од аспект на званично кажување во Република Македонија. Да видиме вкупно први колку сме по етникуми, да видиме колку има станови, колку има стока, жива и така натаму. Тогаш
ние ќе знаеме дека во Република Македонија живеат во 2002 година имаат 2020 жители. А сега јас не знам од кај излегува 2800 и нешто жители, колку се зголеме тој наталитет, тоа на никого не му е јасно. Добро. Сега искрено да ви кажам, овде се гледат и тие политички превирања. Нека извинат, јас прошлиот пат ги пратев тие специјални обвинителства што покрена поставки против Алија Ахмети и Никола Груевски. То се знаеше дека Весна Јаневска и Абдумалдан Беџети беа сами, не сами, притисок беше извршен да се отповикаат. Затоа што тој попис прикажуваше, ќе ви кажам, две работи. Едната работа беше на македонска страна, едната работа беше на албанска страна. Албанците не беа тоа што се, македонците во Источна Македонија не беа тоа што се. Пошто имаме многу иселување од Источна Македонија и од Западна Македонија, надвор од границите на Република Македонија. И затоа тој попис е прекинат, да ви кажам. Тоа никој тоа не може да му убеди во тоа. Тоа го знам 1000%. Затоа, сега кога Симонски го кажа тоа, пописот во 2020 година без етникуми, тоа мислам дека македонскиот граѓанин тоа нема да се служи. Ќе ви кажам отворено. Зошто? Ние мора да кажеме колку сме македонци, колку сме турци, колку сме срби, колку сме бошаци, колку сме роми, колку сме власи, колку сме албанци. Зошто сега еве го проблемот околу законот за Дали сте се уште на линија? Добро. Гледачот се исклучи, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Верувам дека си оздравена, мада малку се гледа по тебе дека се уште те држи. Да, ќе помине, се надевам. Ќе помине. Што побрзо. Ќе помине, што не поминало, па и тоа да не помине. Така е, да. Важно ти ни дојде во емисија, нема проблем. Сите граѓани сме засегнати околу пописот, и да. Затоа што стварно, кој ќе размислиш, во ниједна држава го нема ова што го има кај нас. Јас би сакала да го прашам господинот Селмани, што немам прилика да го прашам, каде заврши он факултет, во што беше оспорен, што не му беше пружено, што не им беше дадено, се третира као граѓани од втор ред, и чутенката има прст, им дадовме прст, па зема рака, па од раката сега го зима целиот организм. Не знам колку си прошетала, колку си запозната, никаде во светот, во парламент има двојазичност. Се знае, во парламент се зборува државниот јазик на државата кој што е. Така да кај нас тоа не важи. Словенија, не знам која година беше, протера од Словенија 91 17.000 жители со државјанство ги протера од Словенија да се вратат во своите држави. Ние прибравме не знам колку косовари тука и сега ќе бидат повеќе и ќе барат свој права. Па не може да биде он во туѓа земја да од Косово да диригира овде како ќе те зборува и како да се однесува. Јас мислам дека во Македонија службен јазик мора да е македонскиот. Двојазичност да плаќаме, ние не сме толку богата држава, да плаќаме кореспонденти кои што ни преведувале. Зашто да ни преведуваат во своја земја? Они се родени тука македонци со националност албанска. Така да не им е никое право ускратено, а нас веќе ни се ускратува правото на нашиот јазик. Значи, влегувам во продавница и не ми се обраќа на македонски, него ми се обраќа на албански. Јас не живеам во Албанија, јас живеам во Македонија и затоа пописот треба да се направи подхитно, а не да се чека 20 година. И они да барат
во наша држава, држава на Албанија. Тоа не може да биде. Сите сме застегнати да си изгубиме своето, а да ни наметнат туѓо. По чему јас сега да учам ова албански? Ја би сакала да знам албански. Секој човек што знае повеќе јазици е побогат, али не некој да ме присилува на сила. И тоа би требало еднаш да секогаш да го расчистиме. Јас дружам со албанци. Јас гледам само човек и не човек. И затоа они не треба многу да се прават, чутат и прават. Па до каде ќе одат, ја не знам, не ми е јасно. Еднаш да секогаш треба да се реши тој попис. Од 2011 се прекина пописот и сега не може да има попис. Зашто да не може? До 2020 да чекаме. Секоја од мината година нашите млади се оцелуваат и автоматски помалку ќе бидат во Македонија. Али за пописот може ќе си дојдат да се попишат. Не, они не се отидени за стално, овие сега со бугарските пасоши одат на 3 месеца. И Бугарија што даде пасоши, тоа беше многу неправилно, али тоа е тоа. Така е земјата, си донела закон и така да би сакала исто да кажам за ова што темава што сум револтирана од пописот за извршителите. Фала што ме подсети. Затоа што имаме повеќе теми, па велам сигурно дека за извршителите. Тоа е болна точка во Македонија. Оштетени сите граѓани без никакво известување и би требало, јас мислам дека тоа не застарува и би требало да се од почеток кога почна извршителите да се богатат на нашиот грб, за 140 денара да ти земат 7500, тоа е превише. Или што ме водат уште 15 години, дека немаме струја во село Бродец, Скопска Црна Гора, плаќаме улично осветлување, по чему да плаќаме? Гледам во излог кондури, излага продавачот и ми вика платете ги кондурите, а не ми ги дава да ги носам. Тоа е исто. Те тепа не ти дава да плачеш. Тоа е, значи, стварно голема брука. Они зимаат огромни камати, а што мене банката не ми даде камата на моите пари што работи со моите пари од пензија или во банка, ако ми се било што. Тие камати се минимални, а они наплаќаат огромни камати. Каде го има тоа? Само овде кај нас. И сакам уште нешто испуштив да кажам, нашите функционери и парламентарци, за да се ги задржат своите работни места, за да им е потелјата вруча и добра и да користат повеќе за нивниот джеп, па попуштаат се. Пушти ова, пушти она и еве до кој степен дојдовме. Фала Мартина што ме саслуша, многу сум изреволтирана, затоа што правдата не може да се докаже. Пријатно и убав ден. Ви благодарам за вашето јавување, имајте и вие убав ден и убав викенд. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Јас поише се јавив, сакав да ве замолам да од понеделник отворите една тема во врска со иницијативата на Националното биро за осигурување на Република Македонија, за таа нивна казнена полиса што сака да ја воведат они или како го протумачиле тој предлог до владата, дека сите оние што не ја продолжиле полисата на осигурување за возилото, да плаќаат поскапа некоја полиса таму, некој нов налудничав нивни проект поради нивните загуби таму што ја знам. Добро. Мислам дека покрај овие политички теми што ги разговараме, да не ни помине и таа тема дека не сме знаеле, па утре ќе се чудиме кој ќе може ли само поконкретно да ми објасните за што станува збор? Веќе недела дена на социјалните мрежи се движи вест една дека Националното биро пред нова година поднело иницијатива до владата со измени за дополнување на законот за осигурување од трето лице на возила, до кое се бара како причина бидејќи скоро 18 или 20% од полиците што биле склучени во 2016 година, во 2017 не биле обновени. И од тие причини они бараат да владата донесе одлука да може сега кој ќе одите да обновувате полиса,
доколку не сте обновиле полисата на времето, да платите скапа полиса за осигурување на возило. Тоа го правда некој ни загуби. И мислам дека најубаво ќе биде вашите новинери да разработат таа тема, да им соопштат на граѓаните, да утре не бидеме изненадени коите се протне можеби на некако на владина одлука, а воедно и да реагираме јавно, да некој од владата го чуе овој налудничав проект на Националното биро, бидејќи ова крајно ќе биде крајно рекетарска работа. Тоа е мое право дали ја ќе купам полиса или нема да купам полиса. Ако не купам полиса, ако ме фати полиција, ќе си платам казна. Што има онда ми наплаќа мене казнена полиса? Мислам, тоа е ненормална работа, ама сака да го протнат они како зошто не знам. Така да поразговараме на таа тема или да испитате вие докаде што тоа би значило, а по мене ќе значи многу оптеретување. Мислам дека не е нормално во државата два пати да плаќате казна за една иста работа, тоа е полисот. А само врска со темата за пописот, јас би кажал, од една страна директорот на Заводот за статистика го поддржува, но од друга страна не. Причина зошто? Тоа може, он што го говори, откако официјално сега ќе се преброиме. Мора точно да се знае, бидејќи играта со бројките во Македонија не ја почнеме ние македонците. Ја почнаа другите етникуми. Во правниот систем во државава, во сообраќај, ромите, бошњаците и србите го говорат македонскиот јазик. Тогаш, како ќе може да се попишете, да се попишат граѓаните според јазикот кој го говорат? Значи, некако не е нормална работата. Мислам, по мене не е нормална. Тоа е една работа. Не може албанците да бараат во една ситуација да се повикуваат на бројките, а во другата страна да ги избегнуваат бројките. Затоа пописот мора да се изврши поетнички, барем овој сега, а за наредните како ќе се договориме. Но овој попис е изнуден од албанската страна, од албанската популација во Република Македонија. Они цело време играат со бројката 20%. И редно е да се затвори таа тема со бројките, да и ние македонците не калкулираме дали се они 14, 18, 20 или се 13%. Овој попис мора да се спроведе на етнички. Па коме што ќе му даде Господ. Толку пријатно. Добро. Ви благодарам за вашето јавување што се однесува до темата која што премалку предложивте. Јас ќе зборувам со колегите од информативна редакција, со уредниците, така што се надевам дека ќе направат едно истражување, еден прилог што се однесува до оваа тема и дека ќе можеме ние во текот на следната недела да отвориме една ваква тема каде што ќе може да го слушнеме и вашето размислување, секако и навремено да се информираат граѓаните. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Мартина, се века не се јава, ама што да правам, Јордан Затанов. Повелете. Еве, прв пат со последниот говорник нешто да се сложам, а и да му кажам за осигурањето што бара да испитате. Добро. Јас колку што знам и се сум запознан, берем до сега, нон-стоп сам регистрирал кола, ако редовно ја регистрирате колата, го имате онај максималниот попуст од 50%, ми се чини. Да. Не сум сигурен. Доколку не се направи некој прекршок со обраќај. Ако не ја регистрирате, исто како прв пат да се ја регистрирале. Толку знам, толку и одговарам. И се вашите таму што ќе ангажирате, они ќе видат дали сум управо или не сум управо. Да, меѓутоа господинот зборуваше за некои измени кои што сакаат да ги направат. Тука ние треба да видиме за тие измени кои што стануваат. Измени во законот. Не регистрираш колата, они те регистрираат како од почеток, само попуст што не ти го дават. Сега, ако измислиле нешто друго, казни, или да зголемуваат висината на осигурањето, тоа е друга работа. Така, да. Тоа е друга работа. Ако они си сакат, па што знаете, они само си цицаат на зелена маса, што викаше татко ми, си собираат парички, како што извршителите, ве сега да преоѓам на извршителите, и ето сум ви кажал што ми се случило од девизна книжка и сите тие чудам, ама за ова не сум имал време да ви кажам. Како може туристичката агенција Александар, газата Живко, они имав јас извршно решение, и тоа благодарение на адвокатите, што меѓу себе се поврзаат, нивниот адвокат со мојот адвокат, и јас го изгубив предметот, што требаше да добијам предметот, иначе зашто би тужил јас за 20.000, што туристичката агенција не ме земала од Варна за повратен билет, прво ни билет ни дали не ништо, и ниједна институција не мрдна со мал прст тогаш.
ни Народна банка, ни мојот ОЈП, ни обвинителство, дури кривично барав да одговарат, прво мора да ти даде. И сега него му се верува, дури и дете се колнеше, тој Живко, газата на туристка агенција. Добро. И плюс тоа ја повлекуваат она доплатата до крај, бидејќи покренав нели обвинение и кривичните. Сами повлекува и се наводно станале тамо некои си пари, 8.000 колку биле за доплата, а мене ми стопира од ОЈП, од работа. И сега што сум ја виновен после 8-9 години, пак ми дојде извршење, па ме начека со ситуацијата здравствена едно друго, се уште се немам бидејќи ангажирав адвокат, меѓутоа ви кажа што адвокат е, ништо не мрна со мал прст до сега, немам никакви информации, ни докаде, ни што. Па се осеќам се по-добар, па белке ќе излезам од дома и ќе почнам да се ги бркам сам работите по сите институции, нели? МВР, судство, обвинителство и тие чудо. А за ова довод што рековте таму, за тие инвестиции за центарот, видете, јас што ќе кажам, моето мислење. Мислам дека сум доволно, паметен, па сега дали сум право, најодоб нека судим. Од Тито само некои бандитски работи ги научија, октоподските. И сега сметам, за тој долг, што се раскинува. Тоа истото се правеше во социализмот. Зборувате за казан долг? За казан долг. Сега, која е финтата овде? Моја размислување, дали сум право, не знам. Бидејќи, они ќе се договорат, ќе не тужат, ќе тужат Македонија, наравно ќе си плаќаха казната, бидејќи што се раскинува договорот, мора да се одговара, нели, пеналите се плаќат и тие чуда. Тоа истото се правеше на работните места. Оние што беа поврзани со мафијата, со октоподот, ќе го избркат кога ја ги избркање, на суд ќе си оди, ќе го врати судот, ти работи, приватни работи, цело време си е слободен и плюс на крајот се дојде од судот. Тоа е моето размислување. Не знам друго за која тема имам тука извадено, меѓутоа од нервози. Значи сите си се поврзани со октоподата за истото е за извршители. Па направете анализа. Банките, водовод, топлификација, сите изградија палати, изградија врз база на тие извршни решенија, што требаше судот да биде казнет од страна на државата, а не граѓаните. Се знае во рок од една година дошол, нели си наплатил и он каде бил, понапредување по куќи, да си платил 11 сметки, една сметка не си платил. Или пак банкиве исто на кој начин каде. Нели сте ликвидирале сметка и сте пуштили чек, сте имале, например, 5 денара повеќе минус. И сега место да ве известат, они си кјутат со години и после ќе ви дојде таа огромна сума како што е се случил со денарот. Да. Уште многу имам што да зборам, меѓутоа ве молам, организирајте посета за ова се што изборам со документи и да видите секои институции, кај не сум бил, што не сум бил и да ми помогнете да се остана правдата и рекол, да почнам да шетам, да уживам. Оти чекам пензијата, стварно убаво да ја користам, а не додам у идризам. Се најубав убав ден, поздрав. Ви благодарам за вашето јавување, имајте и вие убав ден. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Бог да чува. Стеван на телефон од селото Десово Прилепско. Повелете. Прв пат се во оваа емисија и не знаев дека има овој термин на ваква емисија. Добро, драго ми е што се јавувате прв пат. Што се однесува до пописот. Јас некако двете опции ми се на размислување, но ипак би ја префатил ова без етничко опишување. Пребројување, зошто. Добро. Да, пребројување. Че речи некој зошто. Еве ме молам и овие после мене што се јавува. Например, знам јас, мои пријатели, мои родбини, мајка му е бугарка. Вистинова ви го викам. Жената му е од Албанија. Добро. Како ќе се попиши децата негови, како ќе се попиши таа фамилија, како ќе се попиши? Или лично во моето село. Мајка му лично е србинка. Исто жена му е бугарка. Ова жена му е од Албанија. Како и тој ќе ги се попиши? Или пак има од овие албанци што сет баба му босанка. Мајка му босанка, жена му комшивка исто босанка. Како тој човек ќе се попиши? А на албански учи.
Затоа викам дека некои работи има што кај нас не се искристализирани, а тоа е проблемот се уште после ослободување, затоа што имаме ние голем прилив на комши овде код 48, па 60-тите години имаше транзитери кои се чуаде од Турција, па остана овде, па 63-та година од Косово, не се знае колку јадници има дојдено за работа, после земеотреса и што остана тука. И тоа сето се испреплете, сето се измеша тоа. Ја не знам по етничка основа, ти вика кој како се чувствува, знаеме што е етникум, знаеме што е нација. И ама така се чувствувам и така се пишувам. Затоа во тој поглед мислам дека не знам како, али пак стручнаците треба да размислам. По моје сум јас дека, бидејќи сега во овој моменти сме за граѓанско општество, каде што ги измешува поимите и со ова јазичност и со пак да, значи станува некој дел би пак дека ти си ваков, јас сум таков, а граѓанско општество сакаме да бидеме. Јас разбирам граѓанско општество, секој го користи она што го направил, ама си одговара за она што го па направил. Затоа викам во тој смисол, не знам, треба да се размисли за во пописот. Добро. Ја би ве поздравил, мислам. Ви благодарам. Ви благодарам за вашето јавување. Драго ми е што се јавувате прв пат. Се надевам дека ќе ве слушнеме во некоја од следните емисии, каде што ќе ни савите секако ќе го кажете вашето размислување на темите кои што ги отвориме. Добар ден. Поминаа 4 дена и се чека официјално сооштение од МВР и од надворешни работи. Да се каже кои се фактите врз основа на кој е протеран рускиот дипломат. Ќе направам една дигресија. Ова може да се случи само во Македонија. 4 дена јавноста чека факти, аргументи. Сега друга дигресија ќе направам. Ова да се деси во Германија, ни во сон не смее да се деси, бидејќи Германија е локомотивата на Европската Унија. Тамо правото, законите се во ред. Тамо внимаваат и на прво економските односи. Германија, упоредба правам. Прво има изваредни односи со Русија. Не смее да се замисли да се протера руски дипломат или да се нарушат односите и ќе завршам скоро. Германија е најпаметна земја, бидејќи и Северниот поток, специјално газ, најефтино енергес, што ја прави Германија најсилна економски у Европа, го обезбеди од Русија и ги гае односите. Спроведе и Северен поток 2. Пред една година се осигура за наредните 100 години да бидат најконјунктурни и најекономски јаки. Тоа е Германија. А овде ние послуживме на некој како инструментче за идните ветрометини, без да се замисли што е Русија и која 96 година спроведе брзо гасот стигнат до Македонија, а од тогаш до сега ние не се придржуваме за договорот 800 милиона кубни метри газ требаше годишно да трошиме, а ние трошиме само 8%. Сите влади паднаа на тоа. Затоа, господа, Русија е Русија, толерира, а може да казни. Значи, ние зависиме од најважното. Сега да направи спор и се прекинат односите, се прекине гасификацијата, а скоро 90% сите овие странци што инвестираа и прво тражеа гасификација на халите. Тоа треба да го памти и да го знае македонскиот народ.
а не само со лажи и превари. Не можеме ние да одеме ни во Европа, ни близу Европа, а камоли па у НАТО, бидејќи не ги влагаме работите. Оставени сме само на најцрна пропаганда, жалосно во оваа наша Македонија. Благодарам многу. Ви благодарам за вашето јавување. Не е точно дека само Македонија има протерано руски дипломат. Да, има и други земји. Мисле, че не дека беа, сега точно ќе ви кажам, околу повеќе од 25 држави на 3 континенти. Вкупниот број на протерани, на жалост, е најмалку 144. Одиме, да, ете, од режија велат дека дојдовме до крајот на првиот дел од емисијата во тек. Следуваат вестите во 12 часот, веднаш потоа е рекламниот блок, а ние се враќаме повторно назад.